Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй мја грешного. Поучно слово за курбанот на викарниот епископ Јаков Стобиски. Зошто курбанот е страшен грев за нас христијаните? Да се прекинат тие антихристијански и пагански обичаи. После литургијата свештеникот го благословува ручекот, но не го нарекуваме курбан, не се колат безсловесни животни во црковниот двор. Тогаш, кога во среда или петок ќе падне празник, подготвуваме постно јадење. Не можеме да делиме месо, тоа никако да го разбере народот. Згора на тоа мислиме дека на Бога му принесуваме служба. Каков црн христијанин си ти во среда и петок да јадеш месо? Не навлегуваме во ничија приватност, во рамките на богодаруваната слобода. Како ќе живее дома или што ќе јаде на својата домашна трпеза, иако црквата повикува дека во среда и петок треба да постиме. Знаете ли зошто треба да постиме во среда и петок? Постиме од благодарност кон Бога, се сеќаваме во тој наш подвиг, во тоа наше мало самоодрекување од вкусна и мрсна храна, на сите маки и страдања што ги претрпе Богочовекот Христос, на сите за сите нас. Во среда беше предаден за 30 сребреници, исмеван и биен, и целата таа агонија во Гециманската градина се случува во среда. Во петок, заради крсната жртва на Голгота, денот кога Бог заради нас и нашето спасение ниту јадел, ниту пиел, во својата жет, кога побарал вода да му дадат, му дале жолчка и оцет. Првите христијани, уште од првите векови, тоа се првите постови, кои што се востановени во среда и петок, ништо не јаделе. Се до зајди сонце, ниту јаделе, ниту пиеле. А ние во среда и петок колиме курбани во црковните дворови, делиме месо и се нарекуваме христијани. Ние немаме курбани. Тоа е турски обичај, тоа е муслимански обичај. Самиот збор курбан е турски збор и значи жртва, изгорена тоа да му правиме место во црквите. И мислејќи дека колиме безсловесни животни, Бог ќе го смилостивиме да ни даде благослов. Зошто курбанот е страшен грев за нас христијаните? Заради тоа што единствениот курбан, единствената жртва за нас е Богочовекот Христос, јагнето Божјо, кој што ги зема на себе гревовите на светот и се жртвуваше за нас. И се жртвува одново и одново на секоја света литургија и ни ги дава своето пречисто тело и својата честна крв, со кои ние се причестуваме и причестувајќи се, смртта ја надминуваме и победуваме. Ние, учесници во благословот, постануваме и благослов. Дома носиме кога доаѓаме и јадеме од таа жртва. Затоа црквата не може да прифати друга жртва и застанува категорично против курбаните. Но црквата не се спротивставува на тоа на празник, на селото или храмовиот празник да се сготви ручек и да се собере народ и свештеникот да го благослови. Не може животни и крвишта во црковниот двор да течат. Во среда и петок ќе сготвиме, ама ќе сготвиме нешто посно, бидејќи во среда бил исмеаван и биен нашиот Господ и предаден за 30 сребреници. И ние постиме тогаш во петок, бил раснат и умрел за нас на крстот. И постиме во петок. Тоа е причината. Оној што мислејќи дека на Бога му принесува служба и се противи на црквата, и во среда и петок во црковен двор меша казани со месо и дели на народ, не треба никој да го благословува. И кој да го благослови, не може да добие благослов. И не треба никој да го колни и проколнува. Самиот се проколнува. Нема проклетство за оној кој не знае
и од незнаење прави нешто. Но од оној миг, кога кажал владиката, откако кажала црквата да не се прави нешто такво, а ти продолжуваш да се инаетиш и да му служиш на ѓаволот, каков благослов ти чекаш? Нема благослов таму. Да ги оставиме сите тие работи зад нас и да слушаме што ни вели црквата, што ни велат светите отци. Викарен епископ Јаков Стобиски.